Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Во името на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, упатувам благодарност за германскиот парламент, Бундестагот, за усвоената резолуција. Добивме поддршка на европскиот пат, потврда и признание на македонскиот јазик, култура, идентитет и посебност. Во усвоената резолуција, поддржана од сестринската партија на СДСМ, СДП и од страна на либералите и зелените, јасно стои: германскиот Бундестаг ги признава македонската култура, идентитет и јазик. Во Европската Унија, која се карактеризира со голема разновидност на јазици и култури, јазиците се составен дел од нашето заедничко културно наследство. Јазичната разноликост се практикува во повеќе јазичноста на програмите и во работата на институциите. Македонскиот јазик и култура дополнително ќе ја збогатат оваа разноликост. Европската Унија го смета зачувувањето и заштитата на ова богатство како една од нејзините најважни задачи. Јасна, силна и моќна порака за исправноста на патот по кој што се движиме, за исправноста на политиките на Ковачевски, на СДСМ и на парламентарното мнозинство и за поддршка за продолжување на европскиот пат. Дополнително, ова е почит кон сите нас како народ со сета своја посебност, кој има направено многу досега за европските вредности. Јавноста многу добро знае чија заслуга е резолуцијата во германскиот Бундестаг. За жал, ДПМН, освен блокади, не направија ништо ниту за македонскиот идентитет и јазик, ниту пак за оваа резолуција. ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат за ова, особено што нивните сестрински партии во Бундестагот гласаа против резолуцијата за потврда на македонскиот јазик, култура и посебност. Зошто ДПМН и Мицкоски не лобирале кај своите партии за поддршка? На ова прашање, Мицкоски и пратениците од ВМРО ДПМН им должат одговор на македонските граѓани. Ви благодарам и повелете со прашање.